МВР не се откажува од гонење на милионскиот криминал во случајот Мазут, една од најголемите афери врзана за минатата власт. Министерот Тошковски најавува шокантни докази за начинот на кој бил вршен криминалот со набавката на мазутот во ТЕЦ Неготино, кој обвинителката Катерина Коларевиќ го амнестираше со лесното затворање на истрагата. Затоа што знам некои докази кои што вие не ги знаете. И не може да ги знаете. А јас ги знам заради тоа што морам да ги знам. И ќе бидете шокирани и вие и целокупната македонска јавност. Обвинителката Коларевиќ на брифинг со новинарите кажа дека доказите прибрани во истрагата не оделе во прилог на поднесување обвинение кое би обстојало на суд. За неа, по пред истрагата од повеќе од година дена, во која собрани се 200 докази, немало ништо што укажувало на злоупотреба на 160 милиони евра народни пари. Клучно за да ја затвори истрагата било тоа што актуелни представници на ЕСМ дале искази, а во нив немало сомневање за злоупотреби на набавките. Но, дали е така, Тошковски не само што најави шокантни докази кои набрзо јавноста ќе ги види, туку најави дека од тоа што видел во доказите не сме да се дозволи случајот да пропадне и да нема судење и кривично санкционирање. Заради тоа што за вакви действија, ако ние оставиме така да се затворат, тоа што јас не треба да го работам ово што го работам моментално. Нити па било кој од тие кои што работат во рамки на Министерството за внатрешни работи и особено во јавното обвинителство треба да се таму кај што се. Треба да се одат од таму. Иако обвинителството тврдеше дека нема штета, раководството на ЕСМ вложи жалба на одлуката на Коларевиќ до вишото обвинителство, тврдејќи го спротивното. Ова ја отвора можноста обвинителството да ја воскресне истрагата. Затворањето на овој случај предизвика лавини реакции во јавноста. Премиерот Мицкоски вината за затворањето на истрагата ја виде во првиот човек на обвинителството за организиран криминал Ислам Абази, соседот на Али Ахметиот Зајас, со оглед на тоа што во случајот осомничен беше синот на пратеникот од ДУИ Исмел Јаховски. Инаку овој случај во јавноста беше представен како типичен пример на висока корупција. Бизнес интереси на пратеници од ДУИ и високи функционери од СДСМ се поврзани со тендери за набавка на мазот од вртоглави милионски суми. Во случајот според првичните наводи на обвинителството биле проневерени 167 милиони државни евра преку злоупотреба со јавни набавки на мазот за ТЕЦ Неготино. Осомничени беа и поранешниот директор на ЕСМ Васко Ковачевски, кој избега од државата, бизнесменот Радко Капушевски, како и собственикот на Пуцко Петрол Асмир Јаховски.